Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, во насока на зачувување на здравјето на граѓаните на општина Прилеп и превенција од ширење на коронавирусот, Општинскиот штаб за управување со кризи е во постојана меѓусебна комуникација и на дневна основа носи одлуки и мерки за справување со вирусот COVID-19. Една од тие мерки беше и затворење на градскиот пазар пред една недела прилика. Меѓутоа, и покрај мерката за забрана на групирање на граѓаните и препораките за одржување на меѓусебно растојание од минимум 2 метри, пред маркетите и пилјарите во нашиот град се создава огромни редици и гужви. За жал, и покрај сите наши апели се покажа дека само дисциплината на граѓаните не е на потребното ниво, што доведе до зголемување на опасноста од ширење на коронавирусот. Од тие причини, Општинскиот кризен штаб донесе одлука за повторно отворање на градскиот пазар, која што од утре ќе функционира според заострени критериуми, секој работен ден од понеделник до петок, од 8 до 15 часот. Согласно одлуката на владата за ограничено движење на повозрастната категорија граѓани, апелираме до пензионерите и граѓаните над 65 години да пазарат во периодот од 8 до 11 часот, а сите останати од 11 до 15 часот. Во оваа прилика упатувам апел, особено до нашите помлади сограѓани, да се придржуваат на овие препораки со цел повозрастните граѓани да бидат што помалку изложени на ризик од инфекција со коронавирусот. Да нагласам дека во изминативе денови, додека беше надвор од функција градскиот пазар, беше целосно дезинфициран, испран и конзервиран. Со цел заштита од коронавирусот, на сите продавачи и закупци на тезги ќе им бидат поделени заштитни маски, ракавици и заштити за лице, штитници за лице, така наречени визири. На влезовите од пазарот ќе бидат поставени средства за дезинфекција, а ќе бидат ангажирани изголемен број наредари кои ќе помагаат во одржувањето на редот во градскиот пазар. На крај, сакам да потенцирам како градоначалник, ќе му предложам на Советот на општина Прилеп на првата наредна седница да донесат сет на економски мерки, меѓу кои и одлука со која закупците на тезги и дуќани во градскиот пазар ќе бидат ослободени од плаќање на кирија, почнувајќи од денес, па се до завршувањето на военната состојба во нашата држава. Во моментов, кога тргнав од моето работно место, имаме уште 2 потврдени случаи позитивни на COVID-19, значи вкупната бројка се искачи на 12 потврдени случаи. Станува збор за маж и жена на возраст од 61 и 64 години. Чекаме бришсови уште за 5 пациенти за кои што немаме никаква информација, а секојдневно негдека од прилика од 10 до 20 брисови се пуштаат во Институтот за јавно здравје во Скопје. Од Министерството за здравство имаме насока секоја општина и секој здравствен дом дополнително да отвори согласно наредбата 1 до 2 нови пунктови за тестирање на коронавирус. Нашиот здравствен дом е задолжен, се уште непрецизно, со 1 до 2 такви пунктови. И ние треба да изготвиме буквално, процедурално се она што ни го посочија со таа наредба. Пунктовите треба да бидат изолирани, има протокол каде да се наоѓаат и како ќе биде сето тоа реализирано. На лекување беа 3 и тој е во малце потешка клиничка слика и тој ќе биде упатен во инфективна клиника Скопје на понатамошно лекување. Возрастни луѓе, сите беа над 65 години, возрастни луѓе со срцеви проблеми и со хронични белодробни проблеми.